Значи, денеска ќе имаме една, верувам, лесна, новогодишна тема, која што повеќе ќе изобилува со стихови, како што вообичаено се надевам дека моите теми секојаш изобилуваат со стихови, како што сум нагласил, секојаш сакам да во прв план биде Библијата и духот на пророштвото, односно сето оно што е вдахновено од Духот Свети, а моите зборови да бидат помалку, затоа што не сум толку паметен, односно можам да кажам и оноку колку што Господ може да зборува преку мене. Верувам дека тоа ќе биде и денеска. Еднаш се сеќавам порано, исто така една ваква новогодишна тема ја започнав со првата страница од книгата Мојот живот денес, една од оние книги што е за утрински стихови, нели? Која што ја преведов во оние мои неволи кои што ги минував, па така ми беше, ми остави посебен впечаток оваа книга и решив да ја преведам. Инаку утринските стихови за оваа наредна година, во која што за неколку сати ќе навлеземе, се од книгата Conflict and Courage, или во превод Судир и храброст. Или, ја никако најдобро, ја не знам како е преведена, Conflict and Courage. Судир и... Да, судир или конфликт. Да, може и конфликт, меѓутоа тоа е веќе конфликт, викаме, да. Значи, утринските стихови се земени од таа книга. Значи, како што кажав, мојот живот денес, или мојата посветеност денес, започнува на првата страница со стих од Пословици 12:28, кој што гласи вака. Животот стои врз патеката на правдата и на незиниот пат нема смрт. Тоа е Пословици 12:28 и коментарот кој што следи од Елен Вајт гласи вака. Уште една нова година ги отвара своите чисти и неиспишани страници пред тебе. Ангелот записничар стои спремен да запишува. Од патот по кој што ќе тргнеш во иднината и од твоите секојдневни постапки зависи што ќе биде запишено. Во деновите кои што се пред тебе, својот живот можеш да го направиш добар или лош. И воглавно од тебе ќе зависи дали годината во која што туку влеговме ќе биде за тебе срекна нова година. Од кого зависи? Од нас. Да се пренесе малку во тоа лудило кој што бев и јас дел некојаш. Нова година се собиравме, значи овие денови беше, значи време на организација, трчење по продавници да се купи каде поевтино, каде, нели, да има се на маса, друштвото, сите на окуп, на збир. И каде ќе се чека и ќе помине, често пати, фала му на Бога, не се будевме во токсикологија, ама, за жал, мнозина и тамо ќе се разбудат, ќе навлезат во новата година. Меѓутоа, да се задржам на оној дел, 12 часот помоќ, очекуваат последните секунди, па честитања, па што ти не е, и сите велиме еден на друг срекна нова година. И да, верувам дека сите искрено посекуваме да ни биде срекна новата година, иако со оглед на тоа, еве малку на поширок план, значи во држава, како не да работите, кој знае како ќе ни биде, како ќе ни стартува, меѓутоа, пак имате предвид книгата на Јов. Господ има се под своја контрола. Тоа не треба многу толку да не загрижува. Секој од нас си има свој живот и дали ќе ни биде срекна таа новина, не зависи од кој зависи. Што прочитавме пред малку? Зависи од нас, токму од нас, дали од тоа кој пат ќе го одбереме. Ние сме го избрале веќе патот, меѓутоа секој ден избираме, верувајте. Патот, патеката на правдата, како велеше Пословици 12:28. Патеката на правдата, дали ја избираме таа патека, дали по таа ќе чекориме. Од нас ќе зависи лично дали
ќе ни биде срекна таа нова година. А меѓутоа луѓето денеска па и среката некако не ја сваќаат онака како што треба, односно, да, среката е чувство, тоа се чувства. И секои така убави моменти во животот допринесуваат да тоа чувство порасне кај нас. Сите тие моменти се убави и битни, меѓутоа не е само да чувствуваш среќа, туку она што е најбитно, она што Господ сака од нас е да бидеш среќа. Тоа е многу поразлично од чувство. Ти чувството сега го има, после го нема. Чувствата се променливи. За да бидеме срекни во оваа нова година, треба да избереме. Да го избереме вистинскиот пат и зависи од нас. До тебе да ја направиш, вели, на вистина срекна и за себе, но и за оние кои што те обкружуваат. Нормално, среќата расте, нашата среќа расте и кога ја го правиме другиот среќен покрај себе. Дали тоа во домот, дали во црквата, дали пошироко. Нека трпението, долгото поднесување, добрината и љубовта станат составен дел на твоето битие. Тогаш се што правиш и на она на кое денес му се посветуваш ќе биде чисто и убаво, а извештајот за твоето животно искуство ќе биде добар. Божите ангели се спремни да ти го покажат патот што води во живот. Значи тие се тука. Тие се спремни, тие настојуваат, ама пак изборот е твој. Господ ја почитува слободната волја, изборот е твој. Одлучи сега, на почетокот на уште една нова година, дека ќе го избереш патот на правдата. Дека ќе бидеш сериозен и искрен и дека животот со тебе нема да се покаже како грешка. Оди напред под водството на небесните ангели, биди храбар, биди предпазлив. Нека твојот жижок свети во добри дела, за да можат и за тебе да бидат изречени вдъхновените зборови. Ви напишав, млади, зашто сте силни и зашто Божјото Слово пребива во вас и зашто го победивте лукавиот. Ако потполно му се предадеш на Христа, ќе ти бидат укажани сите права и предности во домот на Отецот, како на член на Божјото семејство. Сите богатства на Божјата љубов и добрина, и на овој, и на оној свет што ќе дојде, ти се ставени на дофат. Се ни е на дофат. И еве спомнува некој, службата и заштитата на Божите ангели, дарот на Светиот Дух, кој што е многу ни е битен, еве ќе прочуваме ова тромесече баш за Светиот Дух, и залагањето на неговите слуги, се е и за тебе наменето. Светот дори со сето она што може да ти го даде во животот, ама доколку тоа може да ти послужи на добро. И тоа ти на дофат, тука е, Господ го нуди. Е твое, вика. Но зависи од нас, од нашиот избор. Некојаш од тој свет, од тие нешто, избираме нешто што не ни е на добро. За жал. И ги трпиме последиците. Дури вели и непријателството на безбожниците, па и на така наречените пријатели, еве како Јововите, дисциплинирајките за на небо, на крајот ќе се покаже како благослов. Значи, дури и тие моменти се на благослов, ако се во правец на дисциплинирање, наше дисциплинирање, значи, наше самоиспитување, да видиме, може би, некојаш некои критики ще ги трпиме, па се на место и се упатени на право место, значи, треба да се поправиме. Ако сме Христови, се е поради нас. Вака завршува ова прва страна, овој прв текст од книгата Мојот живот денес. И навистина, ако ја листаме Библијата, нема баш многу места кај што ќе најдеме стихови кај што се спомнува среќата, како среќа, значи буквално вака збор среќа. Најдов неколку, па да ги прочитаме првин тие. Псалм 19.8. Овој стих вели вака. Низ овие стихови повторно ќе видиме дека се е до нас. Дали ќе не биде срекна новата година, зависи од нашиот избор. И некако сите ќе видиме како, каде цилјаат, каде се насочени. Кој се здобива со разум, Псалм 19.8, кој се здобива со разум, ја сака душата своја. Кој ја пази мудроста, наоѓа среќа. Значи, кој се здобива со разум, ја сака душата своја, кој ја пази мудроста, наоѓа среќа. Мудрост.
разум, нешто што вечерва нема да го видиме кај многу божците, незнабожците или оние кои што ете се уште не го запознале Господ. Тук ќе видиме лудило. Тоа лудило треба да го сочуваме разумот, затоа што е побитен од се. Кој се здобива со разум? Ја сака душата своја. Кој ја пази мудроста, наоѓа среќа. Јас, Исаја 45.7 читам сега, Исаја 45.7. Господ вели, ој интересен стих, јас ја создавам светлината и ја правам темнината. Создавам среќа и доведувам несреќа. Јас Господ го вршам сето тоа. Каде е среќата тогаш? У Господа. Дури некојаш доведува и несреќа, вели, меѓутоа сето тоа е пак со онаа цел. Конечна, крајна цел. Да не устрои на патеката на правдата, да го побараме вистинскиот избор, затоа што сака да не спаси, да не види таму горе, заедно со мноштво. Значи, јас Господ го вршам сето тоа, Исаја 45.7. Луѓето ја бараат денеска среќата на сека. Јас читав денови, така, доаѓајќи ми мисли што да зборувам, како да зборувам, правеле некое испитување во некој коледж, во Принстон, ми се чини дека, Америка ли беше тоа? Значи, не го сгрешив градот. Млади, значи, луѓе таму, студенти, мислам што да каже човек, меѓутоа, испитувале како тоа и што допринесува да расте среќата, и дошле до заклучок дека среќата расте како што ви расте платата, и тоа се до некаде до $75,000 годишна плата. Што не замисливо за наши услови овде, значи тоа се негде колку? $75,000, тоа се 60,000 евра, да речеме, не знам. Што би дошло по 5,000 евра месечна плата. А после вика стагнира среќата, значи после независно од тоа колку ви е повисоко од тоа платата, стагнира среќата, ама како ви расте до 75,000, ви расте среќата. Милош Богдановиќ ќе каже, знаете, со такви некои работи, правејќи онаа разлика од среќа, да чувствува среќа и да биде среќен, вели, тоа е исто како да ја гасиш својата жет за вода со тоа што ќе истураш кофи вода врз себе. Ја гасиш ли жетта на тој начин? Не. Тие такви моменти, не знам, покачена плата, покачена пензија, сето тоа е убаво, нели, сето е добро, кој не сака да има повеќе пари, нели, за да обстанува во овој наш живот овде во Македонија, но тие моменти се минливи, минуваат. Тоа не ја задоволува жетта на душата, тоа е исто како да се истурате кофи на главата, значи со вода. Тоа се чувства, кои што доаѓаат, минуваат, да, разни веселби, дружење, сето тоа е добро, сето тоа е на место. И сето тоа се убави моменти, каде што среќата доаѓа до израз, доаѓаат тие среќни чувства, меѓутоа, дали во суштина си среќен? Тоа е она што е најбитно, тоа е она што Библијата ни дава одговор на тоа. Еве, ќе читаме стихови. Второ Законие, 5 глава, 32 и 33, или 5 Мојсеева, тоа значи. Второ Законие, 5 глава, 32-33. И така внимавајте како што Господ, вашиот Бог, ви заповеда. Значи, ова е пред влезот во Хананската земја, ми се чини, или кога веќе се влезени, како и да е, стих кој што оди во тој правец, не свртувајте, вика, ни десно, ни лево. Чи тоа е патот, се знае кој е патот, и на среќата и на благословот. Не скршувајте, внимавајте, не скршнувајте ни лево, ни десно. Следете го наполно патот, наполно, целосно следете го патот што Господ вашиот Бог ви го означи. Интересно. Библијата е тој патокас, значи, читајќи Библијата го наоѓаме патот. Наистина Господ се погрижил за се. Целосно, наполно, следете го патот што Господ вашиот Бог ви го означи, за да можете така да живеете, да имате среќа и долг живот во земјата што ќе ја добиете во собственост. И среќа и долг живот. Ама ако следите патот, кој што Господ ви го означил, и да не скршнувате ни лево ни десно.
Потоа имаме стихови во втора книга Летописи или втора книга Дневник, 26 глава, 3 до 5, читајќи за царот Ози, ој оној познат цар кој што Исаија го спомнува во она 6 глава, сеќавате, од неодамна имавме проучување, кога умрел царот Ози, па Исаија, што ќе биде сега, како ќе биде она малодушност која го зафатила на момент, што ќе биде, како ќе биде сега, кој ќе го наследи Ози? Зато што бил добар цар, иако на крајот знаеме дека останал губав на челото, затоа што влегол да кади на каделниот олтар, сгрешил, иако бил предупреден од свештениците. Но, читаме за него извештај, вели, на Ози му беа 16 години, кога се зацари, а царуваше 52 години во Иерусалим. Мајка му се викаше Ехолија, а беше од Иерусалим. Правеше што е право во Господовите очи, сосем како и неговиот татко Амаси. Го бараше Бога за време на животот на Захари, кој го учеше на Божи страв. Додека го бараше Господа, Бог му даваше среќа. Ево ще еден стих дека Бог ја дава среќата, меѓутоа зависи од тоа ти што ќе одбереш. Додека го бараш Господа, додека сакаш да му служиш, да ја твориш неговата волја, ете ти ја среќата. Ја добиваш среќата, тоа е вистинската среќа. Тогаш си среќен, тогаш ја задоволуваш онаа жет на душата. И тука завршуваат неколку стиха, ви реков, може би има уште некои, но кои зборови доминираат, односно ги има многу почесто, а кои што значат повторно среќа? Кој е најчестиот збор кој што се? Да, благослов или блажен, блажени, блазе. Тие ги има многу, доминираат. Еве, читаме. Псалм 1. Значи, еве, Давид, псалмистот, како Елен Вајче започнала книгата Мој живот денес, овој прекрасен цитат, што читавме, Давид започнала од првиот псалм, значи, песнарката, да кажеме, тогашна, која што пееле, првата песна била, која? Блажен е оној, среќен е оној човек, блажен е човекот кој не оди по советот на нечестните и не стои на патот на грешниците и не седи во седиштето на подсмевачите. Туку волјата му е во Господовиот закон и за неговиот закон размислува дење и ноќи. И тоа е како дрво засадено покрај водни потоци што донесува плод во свое време, неговите лисија никогаш не венеат, се што прави во се успеа. Кој е среќен човек? Оној кој што не оди по патот, значи многу е битно и друштвото. Со кого се дружиме. Како беше еден стих тамо во Новиот Завет, лошото друштво ги пресипува добри намери, или така нешто беше. Да. Не оди по советот на нечестите, не стои на патот на грешници, не седи во седиштето на подсмевачите. Туку избрал пат. Волјата му е во Господовиот закон, за него размислува и дење и ноќи. Тоа му е во мислите. Патеката на правдата. Имаме неколку стихови во псалмите. Значи, 32 псалм, први и втори стих. Ово е еден од оние покајнички псалми, нели, заедно со 51 и 32. Блажен е оној, среќен е оној, чие беззаконие е простено и чии гревови се покриени. Блазен на човекот кому Господ не му го припишува гревот и во чиј дух нема измама. Една од големите причини што денеска луѓето не се среќни е тоа што живеат во грев. И што се во депресија и на диазепами и така натаму, пак да не ме сватите погрешно. Ако може би некој од нас користи такви лекарства. Но, вели, блажен оној чие беззаконие е простено и чии гревови се покриени. Најголема придобивка е кога ти чиста совест, мирно спиеш и немаш потреба од ништо, од никакви лекарства. Блажен на човек кому Господ не му го припишува гревот и во чиј дух нема измама. Нема среќа во гревот. Нема среќа. Иако, да бидеме искрени, гревот може да донесе некој навидум на почеток чувства на среќа. Или поготово оно што си го посакуваме, си го сакаме. Тоа е проблемот, зашто него ги оставаме, зато што го посакуваме. Донесува некој чувства на среќа, меѓутоа, после што? После во уште поголема дупка се наоѓате. Уште поголем пат.
Ништо. Тој копнеш внатрешен не е исполнет. Блажен е оној човек, Псалм 44 стих. Блажен е оној човек чија надеж е во Господа. Среќен е оној човек кој што се надева на Господа со други збори. И не е склон кон горделивите, ниту кон оние што отстапуваат лажно. Или јас овој стих би упроштил и од ревидираниот превод, но кој поинаков овде. Блажен е оној човек што верува во Господ и не се обраќа кон горделивите, кон оние што застрануваат по лажни богови. Нема среќа ако тргнете по лажни богови. Како што овие денови ќе бидат исполнети со луѓе кои што ќе трчаат по лажни богови, за жал. Значи, блажен е човекот што верува во Господ, а не оди по лажни богови. Зашто тие не ни постојат. Тие се само измислени. Или тие се кипови кои што стојат скаменити, како споменици по Скопје. Нити можат да мрднат со нога, нити рака да ти подадат, нити да те разберат. Ништо. Ништо. Непостоечки богови. Псалм 84, 4 и 5 стих. Блажени се оние што престојуваат во Твојот дом. Срекни се оние кои што престојуваат во Твојот дом. Затоа саботата ни е посебно срекна, нели? Не само саботата. Еве, средите исто, петоците, кои се собираме. Посебно блаженство, верувам дека чувствуваме, не само сочувствуваме, туку се исполнуваме со блаженство, кога сме во Божиот дом, славејќи те непрекратно, вели. Блажен е човекот чија сила е во тебе, додека се подготвува за свети патишта. Псалм 94:12, чи повеќето стиховите се од псалмите. Псалм 94:12. Блажен е човекот кого ти го поучуваш, Господи, и го учиш на својот закон. Јас затоа можам со право да кажам дека детството какво и што и да ми беше, не беше можеби срекно во смисла на она како луѓето размислуваат, ама ми беше навистина срекно и бев блажен затоа што мајка ми беше таа, односно Господ преку мајка ми ме поучуваше на Божиот закон. Она како што знаеш таа. Немој да крадеш, немој да лажеш, биди поштен, биди искрен, биди. Тоа ме учеше мајка ми, тоа е оно што највеќе ми останало во свеста од неа. Навистина и Господ преку неа заврши големо дело, верувам. Верувам дека и таа ќе биде спасена во спасените. Блажен е човекот кој ти го поучуваш, Господи, и го учиш на својот закон. Псалм 112:1. Алилуја, блажен е оној човек кој се бои од Господ и кому му се мили неговите заповеди. Врти сучи, тука некаде сме. Среката со што е поврзана. А Господ е дава среката со нашиот избор, ако сме му послушни, ако го отвориме неговиот закон, нормално со негова помош, сами не би можеле, тоа е среќата. Тој човек е среќен. Исполнет. И 144 псалм, 15 стих, тамо од половината на стихот. Блажен е оној народ на кого Господ му е Бог. Не човек, не политичар, не било што, на кого Господ му е Бог. Тој народ е среќен и блажен. Пословици, или мудри изреки, сега поминуваме таму, 18:20. Кој внимава на зборот, наоѓа добро, и кој се надева на Господа, блажен е. Нешто слично во претходните. Пословици, истиот ја прочитам од ревидираниот превод, кој ја води разумно работата своја, добро ќе најде, и кој се надева на Господ, блажен. Пословици 28:14. Блажен е човек, кој секојаш се бои, зашто човек со тврдо срце запаѓа во несреќа. Или ја би го превел ова, како јас го разбирам. Блажен е, среќен е човекот кој што секојаш се бои, има страф од Господа, постојано. Оној тврдоглавиот, тој запаѓа во несреќа. И така е, мислам, и може од лично искуство да кажеме.
Кога Господ те поучува, обстои до таа полука, прифати ја полука. Немој тврдо да одиш, да удираш со глава во зид, таму кај што не треба. Оти ќе си нанесеш несреќа, неволја. Јаков 1.12, нешто во Новиот Завет, Јаково послание 1.12, блажен е човекот кој поднесува искушение, зашто кога ќе биде испитан, ќе прими венец на живот, што Бог им го ветил на оние кои го љубат. Значи, како краен резултат ќе биде венецот на животот, меѓутоа блажен е човекот и во овој живот, кога ќе претрпи искушение, станува посилен, поотпорен потоа на следните искушенија. И ова го знаеме од лично искуство, кога паѓаме на искушенијата, следниот пат уште полесно паѓаме. И тука среќа нема, знаеме, гревот и среќата, паѓањето во искушенијата не одат заедно. Блажен е и благословен, навистина беше и Јов се извинувам, кој што помина ни сите тие неволи, иако ништо по негова заслуга, на крајот и двојно благословен. Го заврши животот сит, значи од животот, како што вели извештајот. Јаков 1.25, во истата глава, значи подолу, стих кој што гласи: а кој ќе се загледа во совршениот закон на слободата и остане во него, не како заборавлив слушател, туку како вистински извршител, тој ќе биде блажен во својата дејност. Повторно блаженството, среќата поврзана со послушноста на законот. Откровение 1.3. Блажен е кој чита и блажени се кои ги слушаат зборовите на пророштвото и го пазат напишаното во него, зашто времето е близо. И навистина и ова е еден голем благослов и голема среќа, кога знаете дека сте на крајот и уште малку треба и се да заврши, зарем тоа не ви исполнува со среќа. Сите маки, смрт, болести, се ќе заврши. Уште малку. Читајќи ја, не само Откровение книгата, кој што токму зборува за последните настани, туку целата Библија, се. Едноставно Господ не поучува дека сме тука, пред прагот. И блажен е оној кој што чита, ги слуша тие зборови и го пази напишаното. Повторно во псалмите одиме, 119 псалм, така сум ги наредил овде, 119 псалм, 1 и 2 стих. Блаженство на оние, ова е прекрасен стих, односно 2 стиха. Блаженство на оние кои го пазат неговиот закон. Блажени се чиј пат е непорочен, кои одат според Господовиот закон. Блажени кои ги чуваат неговите сведоштва, го бараат со целото срце. Како да се е кажам овде, според мене. Еве кај е среќата. Што значи среќа? Лука 12 глава 37-38 стих. Блажени се оние слуги кои Господарот ќе ги најде будни кога ќе си дојде. Ако ги читаме, ги пазиме зборовите, напишени од Откровението, целата Библија, тоа ќе бидеме будни. Би требало да бидеме будни, затоа што знаеме дека близо е крајот. Знаците покажуваат. Блажени се оние слуги кои Господарот ќе ги најде будни кога ќе си дојде. Вистина ви велам дека ќе се препаше и ќе прилегне до трпезата и ќе дојде да им служи. Сетете се на минатата тема за Света вечера. И тогаш кога ќе дојде, ќе ни служи. Колко е прекрасно. И ако дојде во втората или третата стража, тогаш кога сите спијат, скоро никој не е буден, и ги најде така, значи ги најде будни, блази им ним. Да не заспиваме. Времето е кратко и времето е близо. И Јован 13.17, да ве подсетам на еден стих од минатата сабота, значи, колко Исус им ги измил нозете и ќе ги праша, знаете ли што ви сторив? Што ќе им каже во 17 стих тамо, кога го знаете ова, блажени сте ако го исполнувате тоа, ако го извршувате. Служете. Во тоа е среќата. Не барите да ви се служи, го служете понизно, затоа што служејќи им на другите, не само што ќе бидете среќни и вие, туку таа среќа ќе ја споделите
со останатите. Кога сме веќе тука, како најдобро би било, кој е најдобриот начин да ги направиме срекни луѓето околу нас? Еве, ним да им биде срекна новата година. Затоа беше и една иницијатива, верувам, потикната од Божиот дух, сега колку ние тоа тука баш го спроведуваме, тоа секој од нас треба да знае, значи да им се однесе, еве, како поклонче некоја од книгите на луѓето. Па тоа е најубавата среќа, ти му ја носиш радосната вест на тој човек. Дека има спас од ова црнило, од овој свет, кој што тоне во грев. Носејќи им ја радосната вест, да ги зарадуваме и другите, да ги направиме срекни. Да знаат, еве, за овие стикови и за сета ова вистина и они, да слушнат. Дека се друго е минливо, она што е видливо, она што ќе помене и таа вечер, нова година, ќе дојде и, не знам, и Божик и други празници, ќе се изразвеселат убаво, ќе се изнапијат, и така натаму, меѓутоа тоа се ќе помене. И после, од лично искуство знам, и може би некој од вас, кои што минувале такви нови години, поминало вечерта, утре или главата боли, или не знам што, и пак секојдневието, исто. Сме си чиститали сите, срекна нова година, срекна нова година, да. За некој била посрекна, за некој не, и што тоа? Јован 20:29, Исусовите зборови до неверниот Тома, така наречен. Исус му рече, поверува зашто ме виде. Ова што беше тема на пуката. Како тоа луѓето денеска не веруваат во Бога затоа што не го виделе, а сите користат мобилни телефони. Мислам, дури сега со чудото на техниката, ќе се видите со вашиот ближен таму, ако е во Милано, не знам, или во Лондон, или не знам каде во Италија, ќе се видите на телефонот. Ја не можам да поверувам, пред 10 години мораше сателитска антена да се мести, да се купува, за да се вклучи на телевизор, па да гледате 3ABN или Hope Channel, значи овие наши канали. И тоа ретко кој го имаше, мислам, тогаш, па за да, ете, па да се презентира тука и да се слушне нешто од нашите браќа и сестри, таму подалеку. А сега во джеб го имате 3ABN. Јас обично имам практика, кога се возам во автобус, да си пуштам 3ABN, да си слушам радио 3ABN, или па да си пуштам телевизија 3ABN да гледам. Во джеб го имате, замисли. И како тоа доаѓа сега тука, Андре, нели нешто не објаснуваше? А луѓето не веруваат во Бога, затоа што не го виделе. Па воскресение, кој се вратил од мртвите? Библијата ви е во джеб сега. Не сватите погрешно, ова е драгоцено, ова е нај. Меѓутоа, Библијата имате во джеб. Поуката ја имам во джеб тука. Да ви кажам, искрено, кога сме кај поуката, откако, иако бев, не сакав вакви Android телефони, мала дигресија, ама откако го добив од стариот телефон од Снежана, че дојде кај мене, поуката јас ја проучавам сега секој ден. Нема баш, ја изгубив малку таа навика, да ви кажам искрено, ама сега ја проучавам секој ден. Оти тука ми е, ке чепнеш, ке отвориш, на српски, де на англиски, де. Утринските стихови исто ви се во джеб тука, со коментар од Елен Вајд, значи целата книга, со утрински стихови. Неверојатно. Меѓутоа, колку што Евангелието е ви е поблиско, значи Библијата, таа техника, па од друга страна, да, точно, од хартијата ништо подобро нема, да, но од друга страна пак и злото е поблиско, значи, до луѓето. Поверува зашто ме виде, блажени се кои не виделе, а поверува. Тоа сме сите ние. Не сме го видели Исуса, никој од нас. Особ може би, не знам, во некоја визија или. Или еве да не забравим овој стих, не сум го спомнал тука, меѓутоа поблажени сте кога давате, отколку кога примате. Среќата, исто како се зголемува, значи, кога давате, кога помагате, кога... Било што, Божја реч, споделете,
совет, охрабрување, ако немате што друго материјално. Откровение 22:14. Блажени се оние кои ги исполнуваат заповедите негови, за да бидат достојни за дрвото на животот и да влезат во градот низ портите. Врти сучи, мислам дека јасно ни е на секој од нас. Сите овие стихови горе-долу ги знаеме, меѓутоа сакам да испратам порака за оваа следна нова година, во која што е уште 5-6 часа колку ќе навлеземе, барем ние кои што сме библиски христијани, кои што знаеме кога започнува денот, другите ќе ја чекаат малку подоцна, да си честитаме срекна нова година. Јас во овие мигови би сакал да ви честитам, да ви посекам, всушност, на сите вас срекна нова година, но во контекст на оно што го зборувавме. Само тоа ќе ни биде срекна. Ако го бараме Господа, ако ја твориме Неговата волја, ако го држиме Неговиот закон, тоа е вистинската среќа. Нека Господ не води по таа патека на правдата, а ние да одлучиме и во новата година да одиме, да продолжиме по таа иста патека. Амин.